Почитувани, добар ден. Ја гледате Црвена линија. Во држава каде што медицинскиот кадар масовно заминува, ова не е само скандал, ова е аларм. Медицинските сестри од Тетово веќе 3 месеци немаат примено плата, немаат договори за работа, немаат безбедност. Наместо поддршка од институциите добиваат само молк. Сестри кои секојдневно спасуваат животи денес протестираат за основни права: плата, договор и достоинство. Наместо да бидат вреднувани, се третирани како бројки. Додека тие ја носат одговорноста за нечи живот, државата не сака да сноси никаква одговорност за нивниот. Министерството за здравство молчи. Раководството на установата не реагира. Државата не ги гледа како луѓе, туку како потрошен ресурс. Здравствените работници без договори и примања се чувствуваат понижени и напуштени. Ова не е повеќе само прашање на плата. Ова е прашање на достоинство и доверба. Ако не се грижиме за оние што се грижат за нас, кој ќе остане да се грижи за пациентите? Здравството е силно колку што се силни неговите работници. Ако тие паднат, паѓа целиот систем. Дали ја губиме грижата токму за оние што го држат здравствениот систем жив? Ова е централно и главно прашање во Црвена линија. А кога сме кај прашањата, ве подсетувам за следете во овој момент на Инстаграм. Сосема логично профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Кликнете на Инстаграм стори, активна анкета за денес, а прашањето е: дали медицинските сестри се доволно вреднувани во нашиот здравствен систем? Можно со одговор, 2 опции, тоа се да и не. На полињата кои што ги гледате, кој е вашиот одговор, кликнете на одговорот, ќе ги сумираме како и секогаш резултатите во проценти и ќе ги соопштиме кон крајот на ова издание на Црвена линија. Но секако добре дојдени сте сите, а верувам секој од вас сите како има одговор на ова денешно прашање. И еве секако ќе го поставиме до гледачите во живо и прашањето дали според вас медицинските сестри се доволно вреднувани во нашиот здравствен систем. Меѓу другото, ќе ве потсетам за учество во Црвена линија, е доволно да се заврти нашиот добро познат број 023070005 и ве замолувам, штом ве превземат од режија, целосно на 0, намалете го тонот на ТВ приемникот. Апсолутно телефонски зборуваме јас и вие. Причините се повеќе, прецен има да имате чувство ако не го сторите тоа дека сте вклучени во живо, ќе имате чувство дека некој друг зборува наместо вас и уште полошо не ќе можеме да се слушнеме. А сепак секој од вас има 90 секунди за едно излагање, односно можност да споделите со гледачите на Црвена линија. Но тоа нека не ве загрижува, нови 90 секунди во Црвена линија се секогаш возможни, доколку повторно го завртите и повторно се разбира нашиот број. Дали сте подготвени? Ние секако дека сме, па да почнеме со вас. Добар ден. Добар ден, Кристијанке. Поздрав од Роме. Роме, поздрав од вас. Еве и во поглед на оваа денешна тема, дали сметате дека ја губиме грижата за оние што го држат здравствениот систем жив? Епа, побо да видиме политичари отколку медицински. Зашто тие земат без работа пари, а тие дават живот. Ја имам ученичка медицинска сестра и ќерка има медицинска сестра. Тие земат помалу плата, а живот му дават на луѓето тие и докторите медицинските сестри. Мене ми го даде животот бакрачески од родожда. Тој ме стенира. А сега помалу плата земат докторите и медицинските сестри од овие што мамет. Аме речине, во политика што се. Така е. Па еве, според вас како ви изгледа и последната состојба во Тетово со оглед на тоа што имаме факти од типот дека немаат договори за работа и оно што е уште пострашно, веќе 3 месеци немаат примено плата. Зошто имаме ваков однос кон медицинскиот персонал, особено кон медицинските сестри, како држава? Зашто? Да. Затоа што политичарите мисле само за нив, тие да земат плата. А овие што лечат луѓе, за нив не треба пари.
А медицински сестри не е едноставно да бидеш медицинска сестра. Благодарам многу со вас и го започнуваме во издание на Црвена линија. Денес ќе повторам, ние сега го прашуваме дали ја губиме грижата токму за оние кои што го држат здравствениот систем, а факт е дека се повеќе и медицински кадар губиме, особено медицински сестри кои што својата среќа си ја бараат надвор од државата и се вработуваат во болниците низ Европската унија, особено еве Германија една од таквите дестинации. Па како ви се чини? Дали всушност ние ја губиме како држава грижата за оние кои што го држат здравствениот систем и се грижат за нас? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушам. Јас мислам дека ние уопшто не се грижиме за медицинскиот персонал во болниците. Мислам државата не се грижи за медицинскиот персонал. Многу мали плати и дават на луѓето, а на медицинските сестри поготово се терет е на нив. На компјутер да работат, белешки во рецепти да издават, да закажуваат термини, да помагат на лекарите и сите тие работи. Значи, ово е свесно губење на медицинскиот персонал кој ќе се одлее во западните земји. Тоа свесно државата го прави за да пропадне државниот систем на здравството. Значи, треба да биде приватно. Кој има пари ќе се лече, кој нема ќе си умре и решение проблемот за нив. Значи, работата е у тоа што не се воде грижа за државните болници воопшто. Не само за медицинските сестри и за лекарите, воопшто не се воде грижа од страна на државата. Важно са приватните ординации да работат, кој има пари ќе оде, кој нема пари ќе си седе и ќе си умира полека и ќе си го чека судниот ден. Значи, државата не е воопшто заинтересирана. И затоа сите медицински сестри што завршат, одат на запад за подобри плати. Благодарам за одговорите и секако за она што го споделивте со гледачите во однос на темата, а тоа е дали ја губиме според вас грижата за оние што го држат здравствениот систем жив. Пред да преминеме на ново вклучување, да ве потсетам дека апсолутно очекуваме од вас да бидете активни на социјалните медиуми, поточно на Facebook. Доволно да не заследите профилот е Црвена линија и профилот на Телма телевизија. На двата профила на Facebook секогаш, секојдневно, паралелно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. Еве како изгледаме на Facebook, на профилот на Црвена линија. Дали медицинските сестри се доволно вреднувани од нашиот здравствен систем? Ова воедно е прашање кое што е анкетно на Instagram Story, а цениме да бидете активни и преку коментари и споделувања. Доколку не можете да се вклучите во живо или едноставно ви е полесно да одговорите на нашите прашања вака, преку коментар, слободно бидете активни, ќе ни биде исклучително драго, а и ќе ги читаме коментарите меѓу вклучувања гледачи во живо. Добар ден. Ало, добар ден. Па, господина Љупчајеве, како ви се чини, ја губиме ли грижата за оние кои што го држат здравствениот систем во земјава? Гледате, политичарите што не покажува дека воопшто ми е гајле за таа работа. Пазите, се вжашив преска од одговорот на директор или таму кој им рекол, вие сите биле заменливи. Па ако се заменливи, што не ги ги држи жените уште таму на работа? И дали личи таков одговор, прво треба да прашаме. И до кога тако и после, знаете, вака така. Прашањето се поставува. Каде е она масовно ветување на вработување на медицински лица што им го ветија на луѓето пред нова година? Докаде договорите за докторите специализанти, за медицински лица? Каде се сега нивните синдикати? Каде им е тој господинот Боби Бојчевски? Тие што искачаа, што се сликава, што во минатото што ветува. Каде се? Гледате ги нема нигде, во мичија рупа. Ги оставаат луѓето сами на себе, да се борат. Им вети, некој им вети. Ја прво не знам зошто е тоа тактизирање. Ако им требат медицински сестри во болницата, зошто ги држат со договор на дело? Гледате, денеска објавуваат во Карпуш, не им даваат да работат негователки за градинките.
Ајде кажете што е таа, до каде одиме со таа политички реваншизам? Да го уништиме противникот, само ние да дојдеме на власт, ние да живееме. Благодарам за учеството, за одговорите. Продолжете да не гледате и понатаму. Ви поканувам сите, се разбира, а не верувам дека некој може да остане индиферентен, особено по она што е и мотив за да ја поставиме оваа тема 10, а тоа е фактот дека десетици медицински сестри и технички персонал, чиј работен статус е нерешен повеќе од една деценија, протестира пред клиничката болница во Тетово за да го изразат својот револт. Освен што немаат решенија за работа, медицинските сестри тврдат дека се без плати дури 3 месеци. Па еве како ви се чини, зошто не се грижиме за оние кои што се грижат за нас како пациенти, дали всушност ја губиме грижата, дали е се ова тенденциозно, како ви се чини? Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден. Сакам да се вклучам, го поддржувам говорникот претходно што зборуваше и ова е срамота за оваа држава да една медицинска сестра излезе на протест, па она го држи животот во целиот медицински состав. Па нели е срамота да не биде наградена? Колку пати може и дежурство, ако била дежурна, ќе го продолжи дежурството, за да му даде помош на човекот што е или дете, жена, не е битно, за да му даде една морална подршка и понатака да работи. Па нели е тоа срамота и греота? Па каде им е моралната обврска што се заколнале пред Хипократ докторите дека ќе бидат хумани? Ова ли е хуманост? Ова ли е хуманост во една држава, ваква држава? Што не се спроведува ни еден закон. Да дојдете на власт, све ќе ви дадеме и пу не важи. Кој ќе излезете на телевизија, место да гледате во екранот, гледате во чевлите. Па тоа ли е премиер, председател или било кој? Срамота. Цел свет се смее, ние ќе сме оделе во Европа. Па во Европа медицинската сестра е поглавна од докторот. Докторот ја заврши работата, а останатиот дел што му пружа помош на пациентот. Благодарам за одговорите. Подсетувам, тајмерот одбројува 90 секунди за едно вклучување, но како и секогаш ве охрабрувам слободно повторно да го завртите бројот за да се доискажете или да надополните за нови 90 секунди. Ве подсетувам, пишувајте коментари на Facebook наскоро и тоа активно учество преку вашите одговори, односно како коментари, ќе бидат читани меѓу вклучувањата гледачи во живо. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па, видите, вака, во потполно се сложувам со претходните. И жената што беше пред ова, а и со Љупчо. Медицинските сестри се навистина нешто изузетно во болницата, без кој не се може. И поготово, добра медицинска сестра е може повеќе и од лекар. Лекарот ќе си замени, ќе му помени смената, а медицинската сестра ќе му наредат и ќе остане и прекувремено ако треба. И така ги знае пациентите сите од прв до последен на кој што му фали и кој какви захтеви има и било што и буквално му е слугинка на пациентот. Не би рекол ова да биде баш така, буквално така, меѓутоа сум лежел, сум видел, знам дека се совесни, што добиват за тоа? Добиват вработување преку некоја си партиска агенција за вработување, ќе помени партијата, ќе дојде друга партија, медицинската сестра, дали ќе ја задржат, или ќе си оди надвор, ќе дојде некоја друга, трета, било како, меѓутоа таа што е верзирана, што ги знае пациентите, таа ќе си замени. Тоа е тоа. Навистина лоша работа. Благодарам многу за вклучувањето. Секако останете со нас.
Ајде сега малку да видиме какви коментари пристигаат. Подсетувам, бидете активни на Facebook, пишувајте одговори како коментарки, ги читаме во рамки на ова издание на Црвена линија. На прашањето дали медицинските сестри се доволно вреднувани од нашиот здравствен систем, еве што напиша Благоја Петровски. Нормално дека не се доволно вреднувани. Тие се исто толку битни како и лекарите. Со шаховски речник, при операција лекарот е кралицата, анестезиологот е топ, а медицинската сестра е како пион. Многумина што не знаат да играат шах, го употребуваат зборот пион за да навредат некого, не знаејќи дека пионот е најзначајна фигура во шахот. Со неа се вади кралица. Не е најсилна, ама најмногу барана во завршницата, посебно ако немаш кралица. Благодарам многу, господина Благоја, за коментарот, така да, еве, подсетувам, пишувајте, продолжете како и Благоја, пишувајте коментари, тоа се секако одговори на прашањето дали медицинските сестри се доволно вреднувани од нашиот здравствен систем. Па дали се да слушнеме од вас во живо? Добар ден! Убав ден, вам и на вашата екипа. Благодарам, повелете. Вака, јас не сум многу благодарна од медицинските сестри. Зошто? Да ви кажам, затоа што си играат мајтав со тебе. Не само, не се сите во еден кош, меѓутоа таа е лично, таа персонално, да ми каже она на мене, немам ја да ти вратам кусур. Толку ви благодарам и пријатно. Благодарам многу и вам. Ова беше кусо, но доволно јасно. Продолжуваме со вас да видиме, еве, дали сметате дека всушност ја губиме грижата токму за оние кои што се грижат за нас, односно го држат здравствениот систем жив. Добар ден. Поздрав од тебе. Поздрав и до вас. И до сите гледачи. Благодарам многу во името и на гледачите и нашата редакција. Сега би кажав нешто за медицината. Јас сум гледач од Струмица. Сега да кажам во Струмица. Во Струмица има тројца оролози. Штип има 4, 7. Вкупно. Тетово има 6, 7 уствари, Гостивар има 6, 13. На 30 км 13 оролози. На 30 км 16 кардиолози. Струмица Штип на 60 км 4 кардиолози. Замислете сега каква е ова катастрофа. Значи, говоря пак за медицина. Сега би кажем, во Струмица доаѓаат од Пекчево, Берово, Радовиш, Баландо, дури и Гегерија. Значи се лечат. Значи каква медицина има, тоа е катастрофа. По моје медицината е да биде избор. Бидејќи ние се лечиме веќе 80% приватно. Кој не верува нека провери. А сега да кажем медицински сестри. Јас ги поддржувам. Но има медицински сестри, тоа говорам од искуство. Значи не можеш ништо ни да ја прашаш. Значи си седи на работно место само време да ја си оди по кафе било. Значи јас сум бил во Германија, само ти кажам пример. Таму медицинска сестра, биохигиеничарка, значи 8 часа има работни. Кај нас е некои медицински сестри, верувај тира, немаат ни 2 часа работно. Добро, благодарам за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате. А ние ќе проговориме во продолжение и ќе ве подсетиме за оние кои што подоста се вклучивте. Денешната тема е токму во Црвена линија, односно како држава, каков ни е односот кон оние што го држат здравствениот систем жив. Медицинските сестри од Тетово, ќе подсетиме, веќе 3 месеци немаат примено плата, немаат ниту договори за работа, немаат безбедност и наместо поддршка од институциите добиваат само молк. Па дали ви се чини дека ја губиме грижата за оние кои што го држат здравствениот систем и дали доволно се грижиме за медицинските сестри да бидат вреднувани во нашиот здравствен систем? Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали ја губиме грижата? Не да ја губиме, скрос ја изгубивме. Не само за сестрите. Воопште за сите, цел технички персонал, медицински персонал во здравството, све е отидено више што се вика во бестрага.
Јас сум 28 години во здравство работам као технички персонал. Ова сега што се прави, например, ние сме ги имали пред 20 години, истото ни се правило на клиника. И денеска го има тоа, не плаќање 3, 5, 6 и година ќе работат некои деца има што работат без пари и ќе ги испуштат после да си одат како вишок. Еве конкретно во мојата служба, ја кај што работам, ние од октомври месец навака кога беше првото покачување што се сликаат толку по телевизија, ние уште го немаме земено ни тоа, не па сега мартовското. Какви одговори ве добивате? Секогаш е молк или одложување? Вашата служба е заговор и ради тоа не можеме да дојдеме да ви се даде тоа покачување. А таа служба, државата ја направи заговор, не ја направивме ние вработените онатре. И тоа е одговорот од надлежните и така си тапка, никој ништо нема, 200 луѓе се останати под минималец и тоа е молк од синдикатот, никаде го нема. Големо благодарам. Еве, драго ни е што ова го споделивте со јавноста, со гледачите на Црвена линија. Секако останете и догледајте не до крај. А јас секако ќе споделам со вас еден статус на Ина многу фина. Еве што напиша. Лани си отишле 2000 медицински сестри од државава. Секоја година си одат се повеќе. Ги едуцираме и им ги праќаме во Германија. Спремни. Тука остануваме со околу 2 сестри на 35 пациенти, кои ги тераме да работат по 12 сати. Ги држиме на договор на дело, ко не битне некој. А кој не лежал во болница, не знае дека се најбитни во процесот пред и по операција. Сега викаме сестри во пензија да се вратат на работа, пошто немаме кадар. За некоја година ќе си гледаме на YouTube како да си пуштиме сами инфузија. А ние во Црвена линија прашуваме дали ја губиме грижата за оние кои што го држат здравствениот систем жив. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете ве, слушаме. Кога да се јави ваков човек, да речеме, што внатре е во ситуација, во службата, за нас не останува ништо, гласно говорниците што ќе кажеме. Можам само да додадам дека сето тоа избегале медицински сестри, па ќе избега ако треба и во Макдоналдс ќе работа во Германија, немаш ти да биде стално со договор на дело, договор на дело, договор на дело. Тоа ништо, од друга страна се гледа. Што сакав да кажам? Еве, кој јас лично верувам во Таравари дека нешто ќе стои и ќе направи, тој не бил задоволен го слушам, не бил задоволен, не биле албанците третирани во Македонија како што треба, што ти ја знам. Па, да го поздравам и да му кажам дека сум грешил тоа што сум мислел за него. Од друга страна, па како се вратам ваму, Македонија ја нема после 2001 година. Зошто? Железници ги водеа, ги нема. Пошта ја нема. Не знам, кај да се завртиш, се нема. Па нека си ги вадат очите ВМРО и СДС, нека мислеа 2001 година дека требаше да бидат заедно, затоа што на вистина го имаат внатре непријатело, ни Бугарија, ни овој, ни ЕУ, никој не е крив, сами сме криви. Малце избегав по темата, се извинувам. Не, благодарам многу што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Продолжете и вие да не гледате. А јас повторно ве префрлам на Facebook и подсетувам, продолжете додека трае Црвена линија да учествувате и преку коментари. Сега кој тоа се одговори, кој што еве во овој момент ќе го прочитаме и одговорот на Цветанка Стојановска на прашањето дали медицинските сестри се доволно вреднувани од нашиот здравствен систем. Еве што напиша господја Цветанка. Добар ден. Токму од сите наведени фактори, како вовед на вашата денешна тема, голем број медицински сестри се заминуваат од нашава држава. Одат во западните земји каде се ценети. Имаат одлични услови за работа и добро се платени. Плюс од платата често се и бонус наградени, земаат и 13-та плата, а исто парично ги наградуваат за големите верски празници.
Тие што се амбициозни имаат можност да напредуваат во струката, што зборува дека медицинските сестри не ги гледаат само како бројки, значи ги следат и се наградени со повисоки функции. Се ова од искуство на моите ќерки кои 7 година работат во клиники во Штутгарт, Германија. Поздрав Тина и до тимот на телевизија Телма. Големо благодарам госпоѓа Цветанка. И еве додека слушаме од преку искуството кое што го споделувате вие, се разбира доколку и имате, еве, како што има госпоѓа Цветанка ќерки, кои што како медицински персонал имаат можности да напредуваат и да биваат наградени. Дали ви се чини дека ние тука целосно ја губиме грижата за оние што го држат здравствениот систем жив? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака, дали ги цениме медицинските сестри? Па не ги цениме медицинските сестри, затоа што медицинските сестри треба да се едни од најплатените во здравството. Зашто? Затоа што они се столб на здравствениот систем и едноставно све они се како филтер, значи дали анестезиолог, дали доктор све преминува преку медицинска сестра, така да министерството треба малце да се ангажира повеќе, да ги стимулира со плата, со бонуси, со едно со друго. И како што рекоа денеска дека има отворено линија за пушачеве, нели, да се откажат од пушењето полесно во она, значи како што е отворена таа линија, така редно е новиот министер за здравство, бидејќи темава е за здравство, да си го отвори бројот ало докторе, да не се повторувам. Не е пари во прашање, значи желба е во прашање. Ако се има желба, ќе се отвори тој број. Тој број е од корис. Така да, и за медицинските сестри треба пари да се одвојат повеќе, и за бројот за ало доктори, и за тоа за пушачите, што се за младиве, што се на лесни дроги, на други работи. Значи, треба едноставно да се вложува во телемедицината, секако и во медицината, што се вика и во матичните, и во примарната, и во секундарната цел здравствена, затоа што здравството на крајот од краиштата, кога сме болни, здравството одиме на лекар, а здравството, ако продолжиме вака, ни е пред распаѓање. Пак... Благодарам многу за одговорите, секако останете со нас. Ајде повторно на Facebook, драго ми пристигаат многу одговори како коментари, па во продолжение ќе го прочитам и коментарот на Атиче Малик. Еве што напиша. Додека со години слушаме за реформи во здравството, оние што секојдневно се борат за нашето здравје, медицинските сестри, остануваат без плата, без договори, без почит. Тие не се само статистика, тие се луѓе кои 24/7 се грижат за болните, старите, децата, за сите нас. Државата мора да престане да ги игнорира. Потребно е достоинство, сигурност и соодветна плата за секоја сестра. Затоа што кога ќе ни затреба помош, токму тие се први до нас. Доста е молк, време е за гласна поддршка. Поддршка за медицинските сестри, достоинство за здравствените работници. Благодарам многу, Атиче. Продолжете да не гледате, ако не гледате во моментот. А ние продолжуваме со вас во живот. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте, повелете, ве слушам. Потполно сте во право за медицинските сестри, дека не се платени и дека несоодветно се третирани. А сега ќе кажам за нашето здравство. Мислам дека не постои човек што ќе може да го оправи нашето здравство. Па дури и Господ не може да го оправи, колку што е заглавајно. Како прво, не треба да се дозволува доктор да работи и во државна клиника и да има своја приватна болница или ординација. Еве, вчера слушам, некој си доктор само ќе отворал приватна клиника, а со помош на локалната самоуправа. А за тоа се дебело наплаќа од пациентите што ќе се прегледуваат кај него. Здравство плаќаме на секоја врата кај што ќе се појавиме во здравствените организации, а услугата ни е катастрофа. Немаме никаква услуга. Јас сум имал шанса во надвор од државата да идам и да видам што се случува. А тука кај нас не знам каде завршуваат нашите пари, што ги плаќаме во здравството и плюс што ги плаќаме на секој врат.
да сум јас некој што треба да одговара, прво би забранил. Ке мора да подсетам, правилото е 90 секунди, автоматски се исклучува, нели, кога ќе измине тоа време, но и нема да изоставам секако да ви кажам големо благодарам за вашите одговори и она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум ја на линија. Сте, повелете, ве слушаме. Благодарам, поздрав од Охрид. Вака сега. Прво, нашите медицински сестри се за жалење, не за да дискутираме. Тие ја обавуваат најглавната работа. Еден доктор сам не може да работи. Има колку сестри која е инструментарка, која прва помошничка, дај, подај, донеси, однеси и така натака, без нивната работа не може. Меѓутоа, одека нешто друго мене ме буни. Еве, ја некогаш лично, кога почнав да работам, имав 6 месеци, значи, практично, како да речам тоа, приправнички стаж. Еве, нека не е 6, нека биде 1 година за медицинските сестри. Сепак деликатна работа. Работат со жива материја, со жив човек. Значи, треба посебно да му се обрне внимание. И тоа го прават тие. Меѓутоа, и за таа година треба да му тече стаж, здравствено, пензиско, инвалидско осигурување, сето тоа да го дојде. А што прават нашите медицински сестри? Волонтираат без стаж, со намален личен доход, без здравствено, без пензиско, без ништо. Дали не е срамота во една држава на ваков начин да му се работи на медицинскиот кадар? А после викаме, зашто немаме квалитетни сестри, зашто не ни обрнале внимание, зашто ово, зашто оно. Па луѓе, колку ќе дадеш, толку ќе земеш. Каква музика ќе ти свира, така ќе играш. Благодарам за учеството во Црвена линија. Останете со нас и како продолжете да го гледате ова издание до крај. На Фейсбук на прашањето дали медицинските сестри се доволно вреднувани од нашиот здравствен систем, Тихидон напиша: нашиот здравствен систем е урнисан поради мешањето на политиката, па така и медицинскиот помошен персонал и сестрите не се доволно вреднувани. Се примаат политички кадри од лекари до персонал недоволно образовани, поради таквата погубна политика страдаат пациентите. Нормално, добриот образован кадар лепо одговара надвор на запад. Па дали медицинските сестри се доволно според вас вреднувани во нашиот здравствен систем и дали ви се чини дека ја губиме грижата за оние кои што се грижат, односно и го држат здравствениот систем жив? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас мислам дека причините се многу поинакви за сестрите кога се зборува. Некаде навистина се вреднувани, а некаде земат, мислам, не се одговорни и мислам и доволна му е и некоја си таму плата. Друго што сакам да речам, што е направено во средномедицинскиот персонал, тоа големи револти беа во средномедицинскиот персонал, кога надојдоа со овие високо што одеа, на високо медицина што одеа и работеа со средномедицинскиот исто, а земае плата плюс 10.000. Сакам да кажам дека причините се други, не само платите. Причините се повнатрешно треба да се разгледаат. Така да на секое место зависи, некои се навистина, па по 50.000 одат во брза помош, ако е за така. А, например, на други места, во некоја амбуланта, замислите, има две сестри од која едната е главна, со високо образование, на едната, замислете, и зема за високото образование и плюс главна. Ви се молам, значи, причините се поинакви. Јас за тоа можам да зборувам повеќе, ама не знам, времето не ми дозволува, така да треба тука да се гледа. Благодарам, Преце, за времето кое што го искористивте секако да ги споделите вашите ставови со гледачите на Црвена линија и се додека траеме, јас ќе ве охрабрам слободно повторно завртете го бројот, бидејќи и сама напоменавте дека имате уште многу што да кажете за нови 90 секунди.
Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тинче. Повелете, ве слушам. Голем поздрав, денеска убав празник. Да ти кажем вака, поздрав до сите во Телма, режија, прекрасни сте. Вака да ти кажем, Тимче, јас баш денеска без доктори и без сестри не се може. Се јавам од Крива Паланка. Јас сум многу задоволна од нашите, мислим од поготово мојот матичен доктор. Баш денеска отидо, знаеш, да платим вода, ај викам тием да проверим притисак. Докторот беше, знаеш, заземен. Сестрата стана, измериме, шикермин, измери, мислим, на овој притисак ми измери толку убаво мислиме прима, значи сестрите треба да се платат и докторите, значи без нив не се може. Овие у парламентот што ги земат парите, значи на пола не ги заслужуваат како што ги докторите и сестрите ги заслужуваат, што се да не мешамо, али сакам да ти кажам, кој што сака нека збори, без доктор не се може. Кој слуша доктори ќе си поживеа, а кој мислим, ете, а кој не слуша, мисли дека сак идам на доктор, ово, оној, и лошо си, мислим, поминат. И затоа тика многу сум задоволна, баш денес ќе си изненади. Ајде, дали доволно ги вреднуваме медицинските сестри? Не ги вреднуваме, али треба да ти кажем предоволно да се, значи без нив не се може. Толку са фини, толку са, ја толку. Молам? Ви слушаме, продолжи. Викам, толку години сам, ја една сестра, не знам, за мои години, сега сам у пензија, да ми се развикала или да ми е нешто лошо рекла, или толку не прима, толку са пријатни, што да ти кажем. Се најубаво, Тинче, и поздрав до сите. Благодарам за убавите зборови и секако за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Ве прифрлам во продолжение на Facebook на прашањето дали медицинските сестри се доволно вреднувани од нашиот здравствен систем. Игор Трајковски го напиша следното. Не се само сестрите, сите сме во здравството, во ист кош во здравството. Јас работам во заеднички служби со 28 години работен стаж. Ние сме технички персонал и има еден дел сестри. Ние уште го немаме земено покачувањето ниту од октомври, ниту во март и никој не мрда со прст. Па дали медицинските сестри се доволно, според вас, вреднувани од нашиот здравствен систем и дали доволно се грижиме или пак според вас ја губиме грижата за оние кои што го држат здравствениот систем? Добар ден. Да, повторно јас. Ако повелете. Па видете вака. Има доста луѓе, поготово една, не ми се допадна нејзиниот коментар. Ми се чини како од Кичево да е, од тој крај. Барем по говорот нејзин. Без медицински сестри здравство не има да постои. Зошто? Лекарот ќе си ја сврши работата, ќе одреди диагнозата, ќе си одработи смената 8 сати, ќе си замени дома. Пациентот му останува, значи, во рацете на медицинската сестра. За истата смена или за следната смена, или може сестра да ќе работи прековремено, или било како, меѓутоа ќе биде пациентот услужен од сестрата. Таа мора на пациентот да му пружи терапија, инфузија, во зависност која работа му е определена на пациентот. Таа мора и таа го прави тоа нешто. Совесни се, а и самите не знаат која име иднината, која партија ќе победи на следните избори. Дали ќе остани таа во таа комбинација, во таа шема, за да остани сестра на тоа работно место. Така, благодарам за повторното јавување, така да и практично увидовте како изгледа, доколку некој од вас навистина сака да се надополни, да се доискаже. Додека траеме, телефоните се отворени, бројот се знае 02307-005. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Од Црвена линија сте. Јас сум вработена во медицински центар Тетово. Одлично, еве. Драго ми е што се јавувате. Четврти ден кај што чекуваме. Освен пациентите, друг никој не ни дава поддршка и медиумите би сакала да ни даде некој и од
владата, некој од повисоко ниво, поддршка како вработени. Има медицински сестри, има техничка служба, кои што се по 10 години и повише, ама ние никого, освен новинарите и народот, не добиваме глас од никого. А какви одговори ве добивате? Никакви. Моментално никакви. Освен камерата и вработените медицинскиот персонал и техничка служба, никој не излага ништо да ни каже. Ни од влада, ни од било од каде некој да ни пружи рака. Кога би ве прашале, еве, конкретно, дали медицинските сестри се доволно вреднувани во нашиот здравствен систем, како би дале одговор како медицински персонал? Не, нас не ценат само пациентите. И треба да излезат и пациентите со нас заедно да протестираат. Никој не ни подава рак, а сите дома сме остаеле деца и семејства. Значи, стварно е жалостно. Ние не бараме фотелја, и бараме нашите права. Големо благодарам, драго ни е што еве се вклучивте во оваа црвена линија. Па еве, почитувани, можевте да го слушате одговорот од гледачката која што е директно засегната во однос на она за што говориме денес со вас. Добар ден. Сантина, добар ден. Повелете. Тоа што го кажа ова медицинско лице е стварно жалосно. Све е на терето нивни. Еве ви пример. 20 минути до 13 часот во Свети Еразмо. Со термин. Што да ми направи сестрата, сем да ме теши? Прегледано во 16 часот. Не сме да го кажи докторот и ќе и вика. Дали се тоа со договор, јас не знам, за мене медицинска сестра. Одиме понатаму, во Битола. 3 пат одам за историјата, а во историјата пише шо лекарства треба да земам. Докторката Ненсе веќе ја именувам, нема напишано месец дена историја. И јас за тоа време скоро ќе стигнам Света недела, што се вели, а не па лекарства да примам. Загребсте сиротите, па и оние што се натре како персонал, да речам, болничари и болничарки. Се гледаме и се чудиме. Ова е жива вистина. Жива вистина. Добро е што каже човекот, че се отвари приватна амбуланта и таму, и на државно и таму и ваму. Не знам зашто плаќаме здравство, некоја се прашувам. Сега затоа си одат во Германија, ќе работи прво во Макдоналдс, реков, за да научи јазик и по... Благодарам за учеството во црвена линија. Време да ги погледнеме рекламите, но останете со нас, бидејќи веднаш по рекламите следуваат и резултатите од анкетата. Да ги погледнеме и резултатите од Instagram Story анкетата на црвена линија. За следење на Instagram, се што ви треба е профилот на црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, па веќе учествувате активно во утрешната анкета. А во оваа денешната на прашањето дали медицинските сестри се доволно вреднувани во нашиот здравствен систем, со да одговорија 22%, со не 78%. Почитувани, благодарам за ова денешно издание на Црвена линија. Не се оддалечувате премногу од Телма телевизија. Ке ве потсетам за да бидете секогаш целосно и брзо и навремено информирани. Кликајте на telma.com.mk, а во продолжение погледнете го новото издание на Да си кажеме со Горан Петревски.